Благодарам, Ване, за најавата. Се јавуваме утрово од канцеларијата на Обединетите нации во Скопје. Во пресрет на Меѓународниот ден на жената, 8 март, разговараме за родовата еднаквост, улогата на младите и новата универзитетска коалиција Сустент со постојаната координаторка на Обединетите нации во Македонија, господја Рита Колумбија. Господја Колумбија, добро утро и добре дојдовте во утринската програма на Јавниот сервис. За почеток во 2026 година започнавте со имплементација на новата 5-годишна рамка за соработка за одржлив развој. Очигледно е дека новата рамка става многу поголем фокус на младите и родовата еднаквост. Можете ли да ни кажете за што всушност станува збор, од каде потекнува сета оваа иницијатива и кои се клучните работи што ги инициирате да ги постигнете преку оваа рамка? Ви благодарам за прашањето. Оваа година започнавме со новата рамка за соработка за тимот на Обединетите нации во земјата, заедно со владата на Република Северна Македонија, и најголем фокус имаме на младите луѓе, на жените и девојчињата. Зошто? Бидејќи кога ја развивавме оваа рамка, имавме широки консултации со сите чинители, со луѓето од владата, од граѓанското општество, од академскиот сектор и меѓународните партнери. И за да се разберат критичните пораки, има две пораки кои постојано ги споделуваме. Првото, од младите луѓе, дека младите луѓе во Северна Македонија се соочуваат со пречки за учество во донесувањето одлуки. Бараат подобро образование, бараат достоинствени работни места и секако сакаат повеќе прилики да имаат да придонесат кон иновациите во земјата, кон социјалната кохезија и целокупната одржливост и развој. Доколку демографијата ја погледнеме и го погледнеме меѓународниот стандард за млади луѓе меѓу 15 и 29 години, оваа група е 19% од населението, што сепак е значаен дел. И жените и девојчињата исто така пренесуваат собствени пораки од различни региони во земјата. Зборуваат за нивниот пристап до лидерство, до лидерски улоги во општеството, без разлика дали се работи за приватниот или јавниот сектор, како и за пристапот до услугите што ги заштитуваат од насилство, например. Ова се различни согледувања кои сме ги добиле од голем број жени на сите возрасти, од најмлада возраст до најстара возраст. И повторно, од демографска перспектива, жените се половина од населението, 60%. И уште едно прашање што го споменуваат е економското учество. Значи, согледувајќи ги потребите на луѓето што ги служиме во Северна Македонија и кои се најранливите групи во населението, гледаме дека овие две групи се најклучните за развојот на земјата. И секако, затоа таков фокус поставивме како еден од главните во нашата нова рамка за соработка. Секако, рамката е целосно согласена со националната развојна стратегија, спроведена од владата за поддршка и со интеграцијата и планот за раст е согласена. Затоа се обидуваме ние дополнителна вредност да донесеме и да се осигураме дека преку нашето делување во земјата никој нема да биде изоставен. А имаше уште едно прашање за тоа што правиме сега. Кои се областите каде што земјата се соочува со најголеми предизвици поврзани со родовата еднаквост и каде имаме најдобри резултати? Какво е вашето мислење за тоа како се справуваме со родово базираното насилство во земјава, со оглед на тоа што за жал изминативи денови имавме и неколку трагични случаи? Yes,
What are the areas where the country is facing the biggest challenges related to gender equality, and where do we have the best results? Also, what is your opinion on how we handle gender-based violence, having in mind that in the past week we've had several cases of violent offenses on women? Thank you. Благодарам. Overall, gender equality Целокупно родовата еднаквост е комплексно прашање, комплексна задача за секоја земја да ја постигне, но неопходен чекор кон вистинска демократија и кон одржлив економски развој и социјален развој. Ке ги погледам моите белешки, бидејќи имам статистики што сакам да ги споделам со вас. Например, да започнам со позитивната страна. Каде добро ја оди на Северна Македонија кога станува збор за родова еднаквост? Ако ги погледаме статистиките, гледаме дека жените и девојчињата имаат одличен пристап до образование, се повеќе жени има во високото образование. Исто така, ако ги погледнеме националните политики и структурата на собранието, Северна Македонија има квота за представници 40% во собранието. И изминатите избори забележавме 39.2, околу 40%. Зати тоа е мало намалување од претходните избори, но сепак е во ред. Гледаме дека жените се поддржани да бидат учесници во политиката. И кога ќе погледнеме јавната администрација, генерално, можеме да видиме дека жените се позастапени во јавните институции, меѓутоа, но има тука едно меѓутоа, не се на раководни позиции. Значи, средно раководство. И тоа ме враќа на предизвиците со кои што се очува земјата кога станува збор за родова еднаквост. Прво, учеството на жените на пазарот на трудот. Согласно изминатата година и статистиките, 60% од жените на работоспособна возраст се активни на пазарот на трудот. Значи само 60% од сите оние кои можат да работат, кои што се работоспособни, значи испуштате еден голем процент кои ако се вклучени во формален пазар на труд, тогаш жената, всушност земјата би имала само придобивки, би можеле повеќе даноци да се соберат, исто така тоа со учеството на жените на пазарот на трудот. Исто така нешто што се уште не ни оди добро, но ќе биде адресирано од законодавството, тоа е родовиот јаз во платите. Жените заработуваат 12% помалку по час од мажите, а ова е огромна разлика. Ако зборуваме за политичка застапеност на ниво на собранието, поради квотата, окей е. И на ниво на општините не е баш во ред. Само 4 жени се градоначалници во 81 општина низ целата земја. Нема да ви давам пропорции тука, меѓутоа самите можете да заклучите дека низок е процентот. Слична слика е во приватниот сектор. Само 16% од жените кои Всушност, само 16% од жените држат високи раководни позиции во приватниот сектор, а само 11% од компаниите имаат женски собственици. И сега ова не навраќа на родовото насилство. За жал, родовото насилство се случува и тоа постојано во општеството. Затоа сакам да се заблагодарам на владата што имаат правни постапки, имаат законски постапки за родово базирано насилство и кривичниот законник беше ревидиран, постојат политики за спречување и за одговор на родово базираното насилство. Во таа фаза можеме да видиме се дека се случуваат нешто. Меѓутоа, ги имаме случаите кои што растат по број и повторно, ако ги погледнеме статистиките, според ова што го добив од моите колешки од UN Women и UNFPA,
Само момент во чилот. Да, само кратко. Така точно. Вкупниот број на забележани случаи од 1540 во 22 до 1800. Меѓутоа, внимателно пристапете на ова, бидејќи ова зголемување може да биде поврзано и со поголема свесност меѓу жените. Тие ги пријавуваат случаи да бараат помош. Значи, јас го перцепирам до некаде од позитивна гледна точка, бидејќи поотворена е заедницата за тоа што се случува, но тоа што го разговаравме пред некој ден, е нешто на што ни се покажа е дека овие случаи не влијаат само на една личност, влијаат на цело семејство, на целите заедници, на целата земја. Тоа што треба да се направи, прво, да се работи меѓусекторски, на сите нива, централно, на ниво на општини, треба да има инвестиции, значителни инвестиции. Ви благодарам многу што бевте дел од Македонија наутро. Се разбира, ние ќе продолжиме да ги следиме сите активности на Обединетите нации, настаните што се предвидуваат за наредниот период. Благодарам што бевте дел од нашата утринска програма. Thank you for your request. Утрово во Македонија наутро разговаравме со постојаната координаторка на Обединетите нации во Македонија, господја Рита Колумбија.